Во што ќе го запаметиме периодот на владењето на Бранко Црвенковски? 1991 година. Во собранието, Бранко Црвенковски инсистира прво да се свири југословенската химна, а потоа македонската. На 8 септември, БЦ не се појави на големата историска прослава на македонската независност на плоштадот во Скопје. Македонија станува независна држава, а другарите на Црвенковски се сокриваат во Белград и во Атина. – 1992 година, на 5 септември, Бранко Црвенковски станува премиер. Стапката на невработеност изнесува 27%. Полицијата спроведува насилство врз пазарџиите на Битпазар во Скопје. Се усвојува законот за државјанство, со кој 150.000 лица од Косово добија македонски пасоши. Започнува незаконското прислушување на опозицијските партии, предводени од ВМРО ДПМН. Љубомир Фрчковски, како министер за внатрешни работи, наместо опрема за полицијата, купува Ray-Ban очила за сонце, коњи, липицанери и уметнички слики. Македонија се дави во незапамтена инфлација од 86,1% на месечно ниво, односно 1199% на годишно ниво. – 1993 година. СДСМ и Бранко Црвенковски, спротивно на уставот, го менуваат името на државата од Република Македонија во ФИРОМ, советување дека тоа име ќе биде користено само 2 месеци. Следува неуставна промена на националното знаме, советување дека со промената на знамето наводно ќе се решеле проблемите со Грција. Македонија и понатаму се дави во инфлација, со просечна годишна стапка од 230%. Стапката на невработеност се искачува на 28%, а надворешниот долг на повеќе од 1 милиарда долари. Странските инвестиции изнесуваат само 12 милиони долари. Луѓето на Црвенковски трупаат лично богатство со кршење на ембаргото кон СР Југославија, правејќи голема штета на угледот и достоинството на државата. Започнува шверцот со нафта. Започнува шверцот со цигари. При финансиска контрола во Македонија табак, инспекторите откриваат вишок од 12 милиони марки. Никој не знае од каде е вишокот. Поради неажурност на аеродромските власти, се руши авион на Палер Македонија, а подоцна и авион на Авиоимпекс. Полицијата брутално ги тепа граѓаните на Ѓорче Петров. Неразјаснето самоубиство на новинар на Радио Скопје, како и на весниците Дело и Глас, кој е жесток критизер на политиката на Бранко Црвенковски и СДСМ. – 1994 година. Стапката на невработеност дополнително расте на 32%, а Македонија и понатаму се дави во инфлација од 55%. Странските инвестиции во Македонија се само $12 по жител, додека странските инвестиции во Чешка се 3800, а во Унгарија $3170 по жител. СДСМ со груб фалсификат го инаугурира Киро Глигоров на функцијата председател на државата, пошто следуваат масовни граѓански протести. Следува фалсификатот на парламентарните избори преку малверзации со избирачките списоци, а партиските активисти на Црвенковски претепуваат неистомисленици. Повеќето насилници никогаш не се осудени. Полицијата спроведува насилство врз населението во Мала Речица против легализација на Тетовскиот универзитет, кој 10 години подоцна БЦ го легализираше. Вооружени лица упаѓаат во дискотеката Hard Rock и ја демолираат. Се зборува дека тоа е опомена до власта од платениците, ангажирани од СДСМ како обезбедување за време на изборната кампања, кои на тој начин бараат да им се исплати нивниот ангажман. Со овој настан започнува рекетарството во Македонија. Започнува градењето на пругата кон Бугарија. Предвидени се 140 милиони, а потоа уште дополнителни 300 милиони марки. Пругата никогаш не е завршена. Ветувањето на БЦ беше дека пругата во целост ќе биде завршена за 2 години. Црвенковски ветува изградба на патниот правец Велес-Прилеп. Патот никогаш не започна да се гради. Лопатата никогаш не е најдена. Афера шверц на кафе во вредност од 3 милиони марки
во која директно е вмешан председател на суд. Продолжува шверцот со нафта и цигари, а Македонија станува елдорадо за шверцот во Европа. Почнува реализацијата на скандалозниот план за приватизација. Се уништуваат и обезвреднуваат фабрики и други капитални објекти за потоа да бидат откупени по неверојатно ниски цени од луѓето на Бранко Црвенковски и СДСМ. Фрчковски на Глигоров му нуди пари и подароци, за да отстапи во разговорите за името со Грција. Подоцна, Глигоров го потврдува тоа велејќи дека Фрчковски му го покажал скапиот часовник. Неразјаснета смрт на службеник на МВР, кој на пат кон Прилеп загинува заедно со целото семејство. Самоубиство на полицискиот инспектор Спасе Атанасов, веднаш откако обелоденува дека кршењето на ембаргото кон Србија се прави со дозвола на актуелните политичари на СДСМ и Бранко Црвенковски. 1995 година. Власта не прави ништо за да го разјасни обидот за атентат на председателот Киро Глигоров. Илија Иловски и Димитар Бузлевски се најблиските соработници на Бранко Црвенковски. Странските инвестиции во Македонија се само 9 милиони долари, додека во Чешка и Полска се околу 3 милиарди, а во Унгарија околу 5 милиарди долари. Црвенковски ја спречува компанијата Ауди да инвестира во Македонија. Стапката на невработеност расте на 32%, а надворешниот долг изнесува 2 милиарди евра. Додека МВР тоне во афери, се случува неразјаснетото самоубиство на Татјана Павловска, вработена во УДБК како контраразузнавач за прислушување. Стапката на инфлација и понатаму е убиствено висока – 15,7%. Неколкумина се богатат, а најголемиот број граѓани осиромашуваат.